Ladies and gentlemen, our guest of honor, Dr. Sheldon Cooper. Thanks, Shorty. I'll take it from here. All right, you people ready to have some fun? You have a basic understanding of differential calculus and at least 1 year of algebraic topology? Well, here come the jokes. Љубителите на серијата The Big Bang Theory го препознаваат овој глас. Шелдон Купер и неговите пријатели зборуваат за мачката на Шредингер, теоријата на струни и гравитацијските бранови, додека публиката се кине од смеење. Благо неприлагодени, обсесивни, но крајно симпатични, тие се сликата која популарната култура ја гради за нердовите или бубалиците. Јас сум Милина Јакимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе ќе зборуваме за и со луѓе кои самите се опишуваат како нердови. Што подразбира овој термин и дали има соодветен превод на македонски? Дали нерд се раѓа или се создава? Кои се предностите, а кои маните на тоа да си бубалица? Останете со нас. Генерално беше таа чудното, да кажам, беше љубовта кон математиката. Од многу мала возраст бев заинтересиран. Некако дедо ми почна да ми дава некои задачи, многу брзо ја научив азбуката, знаев да пишувам и да читам веќе на 4-5 годишна возраст, дури латиница научив и почна да ми дава некои задачи по математика и свативме дека, мајка ми разбра дека сум прилично добар во тоа и некако тој нердовски, да кажам, еден мој карактер почна да се вообличува во математиката. Ова е Ѓорче Ставрески, режисер, чиј дебитански долгометражен филм Исцелителот собра еден куп меѓународни награди и ни ги освои срцата. Но кога бил мал, ништо не најавувало дека ќе се занимава со оваа професија. Неговите блиски мислеле дека ќе биде математичар. А она што тој го сфатил, иако тогаш не се викало така, е дека е нерд. И почнав да се такмичам во 5 оделение. Освоив доста награди, имам и 13 универска награда за достигнување во математиката и во физиката и така на таков некаков начин едноставно сватив дека сум, еве да кажеме во денешна смисла, дека сум нерд. Да, тогаш веројатно поинаку се викаат децата, бев бубалица, например, бев скрос одличен. Немам ни една четворка во животов никогаш добиена. Онака во книшка или пак во свидетелство сите ми се петки. И да, веројатно е добар термин, веројатно е бубалица. Меѓутоа тоа беше, онака бев бледо едно детенце кое што беше обседнато со тие некои си ги имав тие логички обсесии, меѓутоа во прва мера тоа беше математика. Следејќи го својот талент, Ѓорче се запишува во Корчагин, гимназија која во тоа време се сметаше за јака во математика. Но нешто ја насочило приказната на друга страна. Можеби најдобриот професор во Корчагин во тој момент беше професорот Сидорски Стефан по филозофија и он некако буквално ни го зема паметот, што се вика, не направи многу помалку математичар, а многу повеќе се друго. Почна да ми шета мене паметот по многу други работи, едноставно со него и со размислувањата, не знам, за животов, за филозофијата, почнав да сакам да пишувам, некако многу интересно. Читав многу, така што ми го зема фокусот, да кажем, од математика. Приказната на Ѓорче покажува колку за еден нерд се важни поддршката и околностите. Талентот за една работа може да се пренасочи кон интерес за друга, а ентузијазмот во отсуство на добар ментор може и целосно да згасне. Дефинитивно мора да има менторство во малтене било која област во која што човек се бави. И можам да кажам дека, например, јас тоа што се запишав на драмски после некои си 2 години студирање на електробев, на компјутерска технологија,
и бев многу добар, мислам стварно 10 каш сум, онака се беше некако совршено, меѓутоа едноставно пукнав. Не можев да се бавам веќе со тоа што се бавев, затоа што немав јасна насока, немав некој да ме води, едноставно да ми покаже зошто токму тоа треба да го правам. Ми го снема идеализмот, некако ми исчезна под нозе, што се вика, и затоа се запишав на драмски. Сакав да едноставно ме интересираше и тој дел од човечката култура. И таму, например, таму го запознав мојот професор по историја и теорија на филм, кој што суштински ми стана некаков ментор, професорот Владимир Блажевски, кој цело време низ годиниве ме враќаше назад, едноставно ми викаше: Ѓорче, фокусирај се, многу ти бега паметот, едноставно мораш да дадеш се од себе и да профункционираш како режисер, затоа што имам таков еден немирен дух. А особено што одлучив да се бавам со работа која што не е типично, да кажем, нердовска. Мада има во режијата, има многу, едноставно во правењето на филм има толку многу компликации. Таков еден чуден и да речам има големи предизвици за еден човек кој што, например, се бавил со некаква интелектуална работа како математиката, половина од неговиот живот, значи некако како да се пренесе тој еден интелектуален предизвик и во начинот на кој размислам и за филм. Дали е за конструирање на приказни, значи дали станува збор за конструирање на приказни или формирање на таа некоја реалност која што понатаму ќе послужи, парчињата од таа реалност ќе послужат за правење на филмот, а да не зборуваме колку самата монтажа е прилично нердовска работа. Една од дефинициите на нердовството е дека тоа е комбинација на интелигенција, обсесивност и социјална неприлагоденост. Од нив за Ѓорче најбитна е обсесивноста, а историски најголемите нердови се токму во редовите на математичарите. Јас дефинитивно мислам дека ова е вградено во наша природа од памтивек, од кога, што се вика, од кога почнале да се оформуваат првите елементи на тоа ние што го викаме сега човек. Јас сум прилично социјално ангажиран и некако ме боли таа цела сиромаштија која што ја гледам околу себе, така што дефинитивно би можело онака, што се вика, би можел да зборувам со сати околу таа цела неправда која што луѓето кои што немале можност да се бават со некоја работа едноставно се оштетени, нели, од системот и од едноставно од неможноста или немање можности практички да се бават со овакви интелектуални работи. Мислам, можеме само да замислиме низ историјава колку Да Винчија или Микеланджела имало значи луѓе кои што едноставно немале можност да се бават со нешто што било соодветно на нивниот мозок, па едноставно тој нивни талент исчезнал и морал да се прилагоди, морале да се прилагодат во некој да работат нешто што е далеку од нивните, мислам не далеку, него е далеку под нивните способности. Стварно мислам, Господ знае колку луѓе биле далеку поспособни од тие луѓе што на нас ни се идоли низ историјава. Така да стварно мислам дека нема, знаеш, ако му дадеш ти на некој, например, токму заради тоа си ги сакам моиве математичари. Математичарите се според мене типични нердови и низ историјава многу често инспирирани, например, па дури на почетокот, еве ако збориме за грчките математичари, они биле прави нердови, они стварно се интересирале, биле прво биле социјално стварно биле неприлагодени, биле обсесивни, се интересирале за некакви феномени кои другите луѓе не ги интересирале. Питагора, например, имал дури во денешна смисла имал некаков култ или секта, ги прибирал
талентираните математичари околу него. Мислам, во тој момент тоа било малтене све под капата на филозофија. Меѓутоа, сакам да кажам, математиката е така една дејност која што е прилично нердовска. И самата математика била резервирана и тогаш и во, да кажам, и овие последниве 4 века на големиот бум на наукава и технологија, математиката била резервирана секогаш за побогатиот слој. За луѓе кои што, како што кажат, имале време повеќе да се бават со некои, не само што имале време, него имале можности, нели, тоа е првенствено со такви интелектуални работи. Например, интересен е примерот на Ферма, францускиот легендарен математичар кој што бил судија, и во тоа време судиите едноставно, значи самиот француски систем им забранувал да имаат многу пријатели, да се дружат со многу луѓе, заради потенцијалниот конфликт на интереси кој што можеби би го имале во некое дадено градче, например. Една од обсесиите на логичарот во Ѓорче е решавањето судоку. Ама не е обично решавање, туку упорно, долготрајно и брзо. За оние кои никогаш не пробале да го решаваат, судокото е прекрасна една игра, сега не знам колку се веројатно тие луѓе кои што го решаваат, си го знаат и многу се едноставни во суштина на правилата. Тоа е една табела од 9 на 9 полиња, која што е внатре поделена на останати 9 помали региони со по 3 на 3 полиња, и правилата се у суштина многу едноставни, се редат во тие 81 поле има вкупно. Значи треба да се наредат во секој ред, во секоја колона и во секој помал регион од 3 на 3 полиња, треба да се наредат цифрите од 1 до 9 и да не се повторат, ниту во редот, ниту во колоната, ниту во тој регион од 3 на 3 полиња. Тоа е оригиналното судоку. Инаку во суштина нема многу врска со математика, значи може и бројките, мислам дека бројките се тие кои што даваат некаква илузија дека се работи за некаков математички проблем, повеќе е логичка игра. Значи може истите бројки да се заменат со 9 букви, да речеме, и ќе го имаме буквално истиот проблем, како да не се повторат истите букви во колона, во ред или во регион од 3 на 3 полиња. Меѓутоа, како логичка игра е неверојатно. Мислам, како тоа е еден принцип на неповторување и многу едноставни 3 правила предизвикуваат толку голем број на варијации и начини на кои што може да се реши, да тоа е нешто неверојатно. Мислам, стварно е толку е длабока и убава играта, и јас многу случајно некако се навлеков, да речам, се заљубив во целата игра. Здравствените проблеми од тој период, но и обсесивната нарав, довеле до тоа Ѓорче да почне да си поставува и да си ги руши собствените рекорди. Решавал судоку неколку часа на ден, а кефот од добро пополнетото судоку вели дека тешко се опишува. Видов еден светски шампион во тоа време, се вика човекот Томас Снајдер, математичар, хемичар е инаку, од Америка, американец, и видов како решава едно судоку за помалку од минута. Јас имав во тој момент некои проблеми со стомаков и така се мачев со некои глупости. И чисто за да си земам, за да си ми го одлечка паметот од проблемите што ги имав, почнав да решавам, викам, дај да видам јас за колку можам да решам едно судоку, и првото судоку што го решив беше за некои 10 минути. И ми беше апсолутно нејасно
мислам, како е можно некој да реши едно судоку под минута, и си зададов задача, сакав да видам дали можам да речеме доколку посветам некој си саат, два дневно, дали можам да дојдам до таа цифра, да решам некој судоку испод минута. И така тргна се. Мислам, решавав некои си 4-5 месеци обсесивно решавав. Као, нели рековме, нека обсесивноста е дел од тој некој нердовски карактер. И за некои си 6 месеци веќе бев спуштен испод минута. Мислам дека првиот пробив беше за некои си 4 месеци или 5, да речеме. Не знам, знам дека сајтот не регистрира на веб судоку на страната, едноставно сајтот регистрира резултати од 1 минута нагоре. И ја уствари тогаш не го знаев тоа, јас мислев дека кога ќе решам на пример за 54 секунди некое судоку, мислев дека ќе ми пише честитки, го решивте судокото за 54 секунди, меѓутоа ми излезе некој проблем, ми пиша се јави некој проблем со вашиот резултат. Ми излезе и си викам, а од прилика знам дека бев негде близко околу минута и не ми беше јасно, мислам, прво ми го зема успехот едноставно на еден начин, не можев да проверам дали сум го решил испод минута, требаше уште еднаш да го решам испод минута за да проверам. Тоа се случи после неколку дена и сватив дека сајтот не мери резултати под минута и многу бев радосен, мислам стварно, не можам, затоа што прозборевме нешто за околу тој кејф на таа репетиција и што точно и какво задоволство носи таа репетитивност и тој некој логички кејф, ама ја не можам да му објаснам на човек, мислам, веројатно среќата се мери во, да речеме, во среќата што ја имав кога завршив со снимање на мојот целовечерен игран филм, например, со Исцелител. До толку бев среќен, мислам, стварно не ми се веруваше дека го решив тоа судокото испод минута. Мислам, сега често одам испод минута, мислам, решавам, можам да решам судоку испод минута. Сум решил судоку за 39 секунди, за 36, например, имам едното, мислам дека го снимив тоа за 39 секунди. Така да, у некоја смисла, тоа е неверојатен кејф. Мислам, стварно е зачудувачки колку ми е колкаво задоволство ми носи. Овој надпревар на Ѓорче бил пред се со самиот себе си, затоа што во Македонија не постои национална федерација преку која тој би можел да се надпреварува на светско ниво. Постојат национални федерации, најчесто околу кои што се обединуваат најголемите таленти во една земја и се такмичат на национално ниво, се такмичат, значи има светски шампионати. Ние кај нас немаме, барем тогаш јас кога бев најзаинтересиран немаше никаква судоку асоциација, мислам дека нема ни сега. И токму поради тоа порано мораше да бидеш ти практички дел од некоја национална федерација за да се такмичиш. Можеби сега се сменети правилата, не знам, не сум се заинтересирал последниве неколку години. И баш ми е криво, мислам, како со се во земјава, нели? Едноставно немаме некаква култура, не гаиме некоја култура за да можат не знам, младите таленти да се надпреваруваат, да имаат некаков успех, затоа што дефинитивно мислам јас сум сигурен дека има голем број деца кои што би можеле нивните, да кажам, нердовски квалитети да ги истурат врз таа прекрасна игра која што едноставно јас ја обожавам. Така да дефинитивно мислам дека доколку имаше национална федерација дефинитивно ќе сакав да се такмичам. Во краток филм посветен на Тецуја Мијамото, изумителот на Кен, вид аритметичко судоку, тој вели дека може веднаш да познае дали таблицата е генерирана од човек или од машина. За првите вели дека се едноставно убави. Па има, јас се слагам со него, мислам, судокуата кои што се направени од човек се далеку поинтересни. Имаат некој, значи често не е прашање на тоа колку се тешки, имаат некој детал кој што е често многу оригинален и треба некаков
логички скок, можеби нешто што ти не си го направил претходно, наликува на некоја техника што ја знаеш, меѓутоа правиш некаков логички скок кој што далеку повеќе те задоволува отколку судокуата генерирани од машини кои што на некаков предвидлив начин, да кажам, со многу селични методи човек може да ги реши. Значи тоа е убавината на тие судокуа кои што се стварно направени од луѓе. Еден од најпознатите сајтови, сега до душе не функционира, имаат апликација, имаат за iPhone, е јапонската организација која што се вика Николи. Николи имаат прекрасни судокуа кои што се генерирани од луѓе, од нивни специјалисти, и со големо задоволство ги решавам. Така што, меѓутоа, например, имаат најдобриот веројатно алгоритам кој што го имаат, значи тоа се судокуа генерирани од машини, меѓутоа стварно се добри, се на New York Times судокуата. Имаат дневно, имаат по 3 судокуа, имаат лесно, средно и тешко ниво, и стварно се добри. Многу се интересни, скоро да наликуваат на судокуа направени од луѓе. Значи имаат специфика која што е стварно, да речам, естетска во некоја смисла. Мислам, се гледа дека имаат некој сериозен напор направиле, мислам, за да го направат алгоритмот интересен. Дали сепак светот на логиката и математиката се толку далеку од оној на драматургијата и режирањето? Дали можеби она што им е заедничко е токму естетскиот момент? Ѓорче зборува и за врската помеѓу судокуто и неговото најново сценарио кое е во изработка. Тоа задоволство кое ќе се спојат сите елементи во едно уметничко дело, е да зборувам за филмот, кога во еден момент ти ќе ја видиш, веројатно за тоа од сите уметности највеќе си го сакам си го сакам филмот, затоа што во еден момент стварно делува како загадка филмот. Од сите тие елементи кои што ги има во еден филм, кога ќе се спои целото тоа, човек добива едно естетско задоволство како кога решава едно судоку. И токму поради тоа тие мои логички обсесии некако рефлектираат и ми даваат некои едноставно можеби повеќе метафорички, меѓутоа ме потсеќаат некои работи од тие мои логички обсесии ме потсеќаат на филмот и обратно, како да гледам некоја драматургија во решавањето на судоку. Например, тоа што ти го спомнав, тој XY ланец е техника, една напредна техника на решавање во судоку, во која што има кели, значи има полиња кои што имаат само две вредности, значи може да имаат само две вредности, и тие се поврзани како некаков ланец. Например, да замислиме дека една келија има опција да биде само 2 или 3, а друга келија може да биде 3 или 5, и трета келија може да биде, например, 5 или 7. Само по наедно, ако се гледаат меѓу себе, значи ако имаат некаков визуелен, едноставно ако се во ист, првата ако е во ист ред со втората ако е во иста колона со третата, по само такво едно логичко, дедуктивно расудување, значи размислување, ако ние одлучиме дека, ако замислиме дека едната е, например, доколку е првата келија е тројка, значи ако не е двојка, доколку е тројка, тогаш втората келија, која што може да биде 3 или 5, веќе не може да биде тројка, затоа што првата е тројка. Значи таа втората келија мора да биде 5. А таа третата келија, која што е врзана со нив две, преку втората келија, во некоја колона, например, која што може да биде 5 или 7, таа веќе не може да биде 5, затоа што втората е 5 и таа мора да биде 7. Така да имаме еден ланец, практички. Значи, возможен ланец. Значи, со други зборови, ние кажуваме дека доколку келијата, првата келија, доколку е 3, тогаш со сигурност можеме да кажеме дека таа третата келија е 7. Значи, не би можела нели да биде 5, значи она мора да е 7.
тој ланец некогаш завршува назад на првата келија. Значи некогаш може да заврши назад на првата келија и буквално да докаже дека доколку првата келија е 3, таа не може да биде 3. Значи, доколку почне човек со некоја тројка на почеток, тој ланец може повторно да донесе до таа прва келија и да ни покаже дека таа не би можела никако да биде 3. Затоа што на крај ќе заврши со некоја што едноставно ќе заврши со некоја цифра на крај која што ќе биде исто тројка, значи доколку почне човек со 3, едноставно ќе заврши со 3, тоа не е возможно. Значи само сакам да кажам дека тој ланец едноставно на тој ние што го викаме во судоку тој XY ланец, мене многу ме потсеќаше на некои елементи од едноставно начинот на кој што јас го почнав сценариото на која што работам, ме потсеќаше на некои одлуки кои што главниот јунак ги влечеше. Значи он едноставно има една одлука на почетокот и за која што е убеден дека треба да ја направи. Значи тоа е некаква одлука, да кажеме, која што е со бројче 3. И некој му вика, или да речеме неговата одлука е со број 2, меѓутоа некој му вика слушај. Ѓорче, слушај Ѓорче, зошто не пробаш, затоа што можеш да имаш друга одлука дека во овој момент. Зошто да не пробаш ти еве со одлука со број 3 на пример? Твојата одлука е ова смели хипотетички метафорички кажам. Другата одлука е не пробаш ти со број 3 да видиш што ќе се случи. И он иде на еден пат, он вика добро, окей, нема да идам со одлуката број 2, ќе одам со одлуката број 3. Значи ќе направам нешто сосема друго. И оди со одлуката број 3 и животот него го носи на низа од настани и на крај он повторно доаѓа до заклучокот дека 3 не е возможна опција. Значи се враќа назад на својата стара одлука дека повторно треба да биде 2. Значи сакам само да ти објаснам дека во моја глава тоа е некако многу ми е, мислам, едноставно веројатно и едната и другата работа сум ги правел дугачко време и ми се некакви обсесии и буквално како да се спојува, мислам се спојуваат такви некои рефлексии од едната дејност во другата јога. Кефот од решавањето крстозбор, анаграми, осмосмерки, исто како и на решавањето математички задачи, има уште една, би ја нарекле, филозофска димензија. Доказот е за секој. И мене таа формална една цврстина, една на математиката и на судокуто, например, мене ме фасцинира. Значи, ти човекот ќе го реши тоа судоку, тоа е стварно за секогаш. Мислам, има таа цврстина, значи едноставно не нагаѓаш ти дали дека таа или таа цифра. Ти си апсолутно сигурен дека тоа е решение на тој проблем. И токму тоа е апсолутно спротивно на животот. И животот е се само не е тоа. Скоро никогаш ништо не е апсолутно точно и апсолутно прецизно. И можеби тука лежи таа моја обсесија, тој мој кеф што го имам на логика и на логички игри, како да ме потсетува дека сум буквално направен од тие две комплетно различни работи, од комплетен ред и комплетен хаос. Таа потреба од создавање ред, Ѓорче сега ја исполнува со ново хоби – решавање Рубикова коцка. Почнав пред месец и пол, значи ми стигна коцката и нормално, како што сум еден таков непоправлив нерд, почнав да се прашувам која е таа брзина кај останатите, која што е вака во некоја смисла која што е импресивна. Значи гледав некои луѓе, видов дека може да решат коцка испод 5 секунди, што беше стварно импресивно. И така тргна целата работа. Буквално сакав првен да се запознавам, меѓутоа кај мене тоа не иде. Така како со судокуто. Викам добро, дали можам, значи првата работа ми беше се викам дали можам да се спуштам испод 2 минути. Прилично брзо се спуштив испод 2, па после беше испод минута, па се спуштив за едно месец дена, значи се спуштив под минута и се овие последниве 2 недели, значи еве денеска изиграв, го поправив рекордот, изиграв една коцка изиграв за 35 секунди, а целиот просек ми падна на 52 секунди. Значи повторно влагам во некоја компетитивност, особено со самиот себе, сакам да видам до кај ми е тој мој лимит, дали може човек побрзо тој свој лимит да изигра, колку е.
Затоа што често пати луѓето, и тоа е исто една прилично нердовска карактеристика. Мислам дека често пати луѓето, значи нердовите, како да веруваат дека тој наведува некој нивни лимит кој што би требало хипотетички да е на една граница, нердовите мислам дека секогаш веруваат дека може уште подобро, дека може уште пониско или уште повисоко да биде тој резултат да биде. Мислам, стварно тоа е нешто неверојатно колку таа компетитивност, особено со самите себе, е битна и потребна во таа обсесивност. Дефинитивно ми е задоволство и особено кога сум под некој голем стрес или ме обседнува некоја голема анксиозност, знае да ми помогне, знае да ми делува исцелително решавање, например, на Рубикова или ете Судоку. Така што, мислам, тоа е само едноставно прашање, јас си го засегав, почнав си го почитувам тој мој карактер. Мајка ми беше многу уплашена низ мојот живот за сите тие мои обсесии. Еве и сега кога бев да ја видам конечно, затоа што она не е тука во Охридте, кога отидов да ја видам, после месеци, значи стварно ја нема видено дугачко време и отидов да ја видам и дојдов со Рубиковата горе. И се мачев да се симнам под таа минута што ја зборам. И толку многу се нервираше. Едноставно, нека после некое време, значи после некој пола саат решавање, ама добро, не можам да те разберам, и вика сине, зашто? Што е потребата, онака упорно. За неа, она го гледа тоа како некоја потполно непотребна репетиција. Значи, не може да ја разбере, искрено не може да го разбере тој кејф на репетитивност и на подобрување на резултатот. Добро, и сега кога стигнав конечно, баш бев таму, онака точно за мојот роден ден стигнав на испод минута, ја решив под минута горе кај неа и ми вика, добро, ова значи, тоа дали значи дека ќе прекине сега обсесија и дека ти ќе прекинеш да играш? Викам не, сега имаме нов резултат. Така да во некоја смисла, мислам, стварно гледа човек дека некогаш некои луѓе го разбираат, некои луѓе не го разбираат воопшто. Ама е симпатично, мислам, и јас не сум стварно не сум надмен, него едноставно мислам дека толку луѓе имаат многу различни квалитети, различни особини и некои работи ги добиваш во животот на еден начин, некој на друг. Додека разговаравме на Zoom, во позадина беа видливи 24 коцки на син ми Иван. Повод за онлайн запознавање и испратена коцка на подарок следниот ден. Нердоството како поле за културен надпревар помеѓу сличните. Може би и почеток на едно убаво пријателство. Супер. А ги знаеш, сите ги знаеш овие, ги знаеш од 57-те алгоритми, ги знаеш на ОЛЛ? Ги учиш, а? Аха. Знаме много, 25, тај да ја речеме, ама половинка не знам. Добро. Не, ја не ги знам, јас знам она како се вика for look OLL и PLL, што се знаеш, она на два пати да ги видиш, до таму сум бе. Добро, Иван, баш ми е драго, ете што те запознавам. Многу си брз. Секоја чест, звер. Браво. Јас сега се спуштам под минута на 52 секунди ми е просек сега. Со вежбање? После да, па јеби га, да. Па што да му речем? Да. Не, па така е, нема друга, стварно нема друга чара. За моите збори луди, ако ми се суди, ако добијам помуцка, ако рече ти првуста, со чорап ми е заднат, залепат со трага, земи гледај ме во очи, некој знак е пратам, ако пуштам солза, болката е јака, ако ти намигнам,
neka mi se patat, premolčeni prisrci i grafitski refreni, zaspizdeni maži, nakurčeni ženi, nakurčeni ženi, nakurčeni ženi, piper usta, piper usta. Piper usta, piper usta. Под предпоставка дека научниците се расадник на нердови, искористивме уште една сиеста, онлайн средба на македонски научници раштркани низ светот, која ни послужи за снимање на епизодата за Афантазија, за да ги слушнеме личните искуства на некои од учесниците. А тие има и што да кажат. Прв е Никола. Читам наопачки, значи едно време многу читав наопачки. Зборував наопачки, значи не ми требаше да читам, туку можев да ги превртувам зборовите во глава. Значи тоа се некои вежби што си ги правиш самиот со себе, или во недостаток на друштво, или во непотреба на друштво. Ти можеш да ги правиш самиот со себе. Има нешто солипсистичко тука. Необичната приказна на Тања, која денес работи на полето на интернет безбедноста и приватноста, зборува за јазот помеѓу потребата да припаѓаш на одредено друштво и средина и исто толку големата потреба од практикување на сопственото нрдовство. Во незиниот случај, низ вежбање телеграфија и Морзеова азбука, која довеле до прво место во светот и 4-кратно рушење на сопствениот рекорд. Била толку брза во примање, дешифрирање и предавање на пораките, што ја викале модем. Јас, например, би се нарекла нерд. Меѓутоа, тука сакам да додадам дека многу битно во каква средина живееш, зашто јас растев во малограѓанска, во село практично, јас сум од Берово, кај што ти не можеш, например, и Илија и Ѓорче спомна дека можеле да изберат друштво со кое што се дружеле, кај што биле прифатени. Меѓутоа, во мала средина тоа е друштвото. Имаш само еден круг на луѓе кои што или ти пашат за сите контексти, или никаде не можеш со нив да се погодиш. И или ќе чекаш додека идеш на факултет, или ќе се потрудиш да живееш со нив. И ако си нерд, не можеш да ги смогнеш силите, значи не иде, не можеш да смогнеш никако сили да живееш во таа средина, ако социјално се осеќаш неприфатен, така што тоа е многу зависно од средината тука, не е само диктирано од она што си го наследил. И заради тоа јас почнав телеграфија и Морзеова азбука да учам, што е еден знак на моето нердовство, зашто почнав да се такмичам набрзо со себе, со тоа колку брзо можам да примам Морзеови знаци. И Ѓорче знае, му имам кажено, дека набрзо после една година станав светски шампион, па 4 пати си го рушев светскиот рекорд и веќе немав што да правам во Берово. И за среќа дојде време да идам на факултет. Така што тоа е мојот знак за нердовство, би рекла. Кирил, кој е истражувач на полето на вештачката интелигенција, своето нердовство го практикува низ реално или замислено играње шах. Дали идејата ќе ми победи? Ја играм шах секој ден. Со години, уште, секој ден. Така ми почнува денот, седнувам играм шах. После седнувам да работам, да читам што треба да е. А правото нешто после поедок и шах. Тоа е еден пример, например, за проблем што нема никаква практична примена во животот. Аз сум се обседнувал да студирам потези, да студирам отварања, средна игра, затварања, како други мајстори играле, па кој што направил, па каква им е замислата. Тоа е еден цел универзум. Мислам, ако седнете да го учите шахот во слободно време и цел живот да го учите, секогаш ќе имате нешто ново. Значи, стварно си е свој универзум сам по себе, но е тотално безкорисен универзум, мислам, ништо не можете да правите со него. Илија пак, кој е физичар, загатнува едно значајно прашање. Зошто нердовите често се диагностицирани како лица со некакво нарушување од аутистичниот спектар и зошто нивната обседнатост не се толкува како упорност или трудолюбивост, туку како проблем?
затоа што и во заедницата на луѓе кои се во врска со тој, кои имаат врска со тој Аспергер синдром, се верува дека и беше тргнат таа диагноза беше тргнат затоа што почна да се формира на некој начин општество. Почна да се формира самата таа диагноза почна да станува како некаков badge of honor. И се верува дека не сака стручњаците кои се занимаваат со тоа да постои такво нешто. Што е интересно и што е интересно дека постои цел еден шифт на односот, барем тука во Америка, и верувам и дека во пошироко, во односот на општеството кон сите тие карактеристики кои дефинираат nerd и geek, и баш Big Bang Theory, дека постои цела серија која со огромна гледаност, каде што 4 лика се фактички 4 карактеристики, значи некакви идеализирани карактеристики на нердови. Секој нерд мислам дека е комбинација на тие 4 лика. Стана толку популарна и толку прифатена, што е, мислам, интересно, барем мене. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе се обидовме да го истражиме терминот нерд врз основа на лични искуства на неколкумина соговорници. Лично не ме бива за решавање судоку, за играње шах или за читање наназад. Им ги препуштам нердовските работи на оние кои се подобри во нив. Но едно можам да посведочам. Да ги имаш дома или околу себе, не само што е поучно, туку е и ептен забавно. Why did the chicken cross the Mobius strip? To get to the same side. Bazinga! Јас сум Илина Јакимовска. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Транскрипција на аудиоматеријалите Ана Шталковска-Гајтановска. За целосен транскрипт и фотографии посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.мк.